Првата фаза од реконструкцијата на инфективното оделение во Штип е завршена во предвиденото време, изјави денеска директорот на клиничката болница Ален Георгиев. Како што знаете, делумна реконструкција на зградата на инфективниот одел, замена на прозорите и на вратите и поставување на енергетски ефикасна фасада и дел од надворешното осветлување пред инфективниот одел да биде на соларна енергија. Поставивме централен довод до сите кревети кои што ќе бидат таму, тоа е некаде над 60 кревети. Знаете, дел од зградата користи оделот за неврологија кој што ќе биде вратен. Тој привремено сега е ставен на друг одел додека траат овие реконструктивни работи, но и модуларната болница и натаму ќе остане во функција доколку има потреба да имаме зголемен број на пациенти кои што ќе имаат потреба за хоспитализација. Ова е најважниот дел од интервенциите на ова оделение, поради што Георгиев е оптимист дека наскоро инфективното повторно ќе добие пациенти. Успеаме еве при крај и проектот за поставување на современ противпожарен систем во зградата на инфективниот одел, така да многу скоро кога ќе ги вратиме назад пациентите во неја, таа зграда ќе биде поблагопријатна и за персоналот кој што таму води битка веќе 16 месеци и за оние пациенти кои што ќе бидат таму сместени. Ова е дел од проектот на Европската унија Климатски пријатели здравствени институции, вреден 400.000 евра. За Македонија, односно за клиничката болница, беа издвоени нешто повеќе од 200.000 евра и покрај тоа и покрај значи санацијата, односно реконструкцијата на инфективното оделение, беа реализирани некои плюс активности кои што беа насочени кон зајакнување на капацитетите на персоналот во однос на климатските промени и што тие промени значат по јавното здравје. На инфективното му престојат уште 2 работни фази кои предвидуваат промена на интериер и дел од опремата што треба да се случи во наредниот период.